Централен дневник на Македонската телевизија, добре дојдовте и веќе настаните на денот. Македонската влада знаела за францускиот предлог, но не и собранието, тврди Милошовски од ВМРО ДПМН. Бара од Ковачевски, Османи и Маричич да ги објават записниците од разговорите тајно водени за францускиот предлог. Во СДСМ уште еднаш повторија: не отстапуваме од македонските црвени линии. Киев е повторно цел на руските проектили. Има загинати во стамбен комплекс во украинската престолнина. На истокот на земјата, руските трупи од Северодонецк се префрлија во освојување на стратегиското место Лисичанск, последно бориште на украинските сили во Луганск. Руското злато е новиот адут на западните земји при санкционирањето на војната во Украина. Кремљ инкасира речиси 16 милиарди долари годишно со извозот на драгоцениот метал. Групата 7 неразвиени во Гармиш-Партенкирхен го запреа увозот, за да се спречи финансирањето на војната машинерија на Путин, коментира Бајден. По библиското невреме, во Делчевско се нормализира состојбата. Филтер станицата одново работи, водата е за пиење, порачуваат од локалните власти. Предпазливост препорачуваат лекарите поради променливото време. Слични временски услови не очекуваат и во следните денови. Температурата ќе бележи благо покачување и ќе биде некаде во интервал од 30 до 38 степени. Македонската влада знаела за францускиот предлог, но не и собранието, тврди Милошовски од ВМРО ДПМН. Бара од Ковачевски, Османи и Маричич да ги објават записниците од разговорите, тајно водени за францускиот предлог. Во СДСМ уште еднаш повторија: не отстапуваме од македонските црвени линии. За ставовите на власта и на опозицијата, Миле Ристевски. Недозволиво е што извршната власт преговараше за францускиот предлог во затворен круг од неколкумина, без да се информира парламентот и професионалните дипломати. Поради некомпетентноста на Ковачевски, Османи и Маричич, земјата сега е во ќорсокак, рекоа говорниците на трибината на ВМРО ДПМН, ќе имали владина одговорност за трајното нарушување на националните интереси. Одговорност за ваквиот дипломатски неуспех мора да има. Ковачевски е должен, според мене, на отворена или на затворена седница до собранието да ни ги достави и записниците за неговите разговори со председателот Макрон, за неговите разговори со Кирил Петков. За секој државнички разговор се водат уредно записници, тоа е според законската регулатива и ние според тоа ќе знаеме кој бил придонесот на Ковачевски и на Бујар Османи во обликувањето на најлошиот досега предлог за Македонија после Лисабонската декларација. Проблемот во диалогот со Бугарија е договорот за пријателство, соработка и добро соседство. Тој е асиметричен, тој е штетен по македонските национални интереси и тој е неприфатлив, односно неусогласен со европскиот вредносен систем, затоа што протежира национално-соведистички и етнофилетистички амбиции. Владата тешко дека сега може да ги заштити националните интереси. Збунете се и нашите поддржувачи во Унијата, од што да не одбранат кога самите не ги браниме сопствените интереси. Извршната власт направи низа грешки со кои се урива македонскиот идентитет и затоа треба да поднесат оставки, рекоа говорниците. Ние ќе го отвориме уставот кога ќе сметаме дека е потребно, не може да се уценува прво тоа, па потоа почеток на преговори, бидејќи ќе не втурнат во еден сличен тунел како преспанскиот. Мора да го надградуваме македонскиот вредносен систем, бидејќи, како што беше речено на трибината, во следните 12-13 години Европската Унија ќе нема нови членки. До тогаш треба да ја градиме стратегијата и концептот како да ги подобриме европските перформанси. Пропадна на сите лаги што Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН ги пласира во јавноста за асимилација и бугаризација, велат од СДСМ. Бараат лидерот на опозицијската партија да се извини поради, како што оценија, неодговорно и антидржавно однесување во клучни моменти за земјата. Во решавањето на прашањата со Бугарија, владата, институциите не отстапуваат од црвените линии кои се дефинирани со резолуцијата усвоена во собранието од страна на претениците
од сите политички партии. За македонскиот јазик, за македонскиот идентитет, за македонската историја и посебност нема и нема да има никакви преговори. Од друга страна, целата домашна и меѓународна јавност сведочи на деструктивното постапување на ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски. И додека власта и опозицијата упатуваат на тоа кој е виновен за политичката состојба или пак она што следува во евроинтеграциите, Народниот музеј во Велес утврди дека околу 80 споменобележја колку ги има во општината се оставени на забот на времето. Ова се однесува на спомениците и од народно-ослободителната борба, но и од времето на Илинден пред и потоа. Петар Печков ги опиколи немите сведоци на револуционерното минато. Во Велешко има 80 споменици, споменобележја, споменбисти кои се посветени на борбите и згинатите во НОП. Ова го покажа проектот кој го реализираше Народен музеј Велес за во каква состојба се истите. Велес и Велешко дале голем придонес во НОП и затоа се подигнати толкав број споменобележја. Се во релативно добра состојба, но секаде имам забележено, посебно на спомен плочите, дека треба да се направи интервенција на текстот. Проектот е реализиран со финансиска поддршка на Министерството за култура. Поголемиот број од споменобележјата се на територијата на општина Чашка, од и таму партизанските одреди имале голем број действија и во знак на сеќавање се подигнати голем број споменици од времето на НОП. Потребна е грижа за овие споменобележја, бидејќи времето го прави своето. Во руралните подречја, каде што многу малку има посетители, дека се спомениците позачувани отколку во градското подречје, каде што секојдневно се на удар на да речем некултурни граѓани и посетители. Општините треба да си превземат и да раководат со овие споменици и споменобележја, бидејќи музеот не е надлежен. Во споменобележјата спаѓаат и спомен костурницата на паднатите борци од НОП во Велес, спомен куќата на поетот и револуционер Коста Солев Раци, како и 5 спомен куќи во селото Горно Врановци, во кој есента 1944 било седиштето на највисоките партиски, државни и воени тела на веќе формираната Федерална Македонија. Од 80-тината споменици и споменобележја од времето на НОП, половината и повеќе се поставени во 80-тите години, одбележувајќи го почетокот или крајот на војната. Десетина од вкупниот број се трајно оштетени или ги нема. За овие споменици до неодамна се грижеше Сојузот на борците од НОП, кој последните години не функционира, па тие сега се оставени на забот на времето и сеќавањата. Македонистиката и официјално е препознаена како ретка дисциплина од Француското министерство за високо образование и истражување. Покрај во Франција и Германија треба да се прошири на другите земји. Од Франција, Тони Гламчевски, нашиот постојан дописник. Со одлука на научна комисија од страна на Француското министерство за високо образование и истражување, македонистиката е вклучена во француско-германскиот проект за мапирање ретки дисциплини во Франција и во Германија. Иницијативата за вклучување на македонистиката на овој значаен проект ја покрена професорката доктор Фроса Пејоска Бушро од Институтот за ориентални јазици и култури во Париз, или скратено ИНАЛКО. Затоа мојата прва цел беше признавањето на македонистиката како посебна, уникатна дисциплина. Ознаката дисциплина овде го гарантира постоењето на научно ниво. Мојата втора цел беше да покажам дека интересот за македонистиката е намален од ненаучни причини. Мојата трета цел беше да го добијам лабелот или ознаката ретка дисциплина која гарантира признавање, заштита, можно проширување на студиите со помош на финансирање и зачувување на македонистиката во ИНАЛКО со неможност да се спои со други студии, особено со бугарските. Професорката Фроса Пејоска Бушро во моментов работи на одбележувањето на 60 годишнината од почетокот на наставата на македонски јазик во Франција. Зачувувањето и ревитализацијата на македонистиката ќе придонесе за етничката, јазичната и културната различност, основата на човештвото,
Значи, македонскиот јазик не е суштински само за истражувањата на славистиката, но тој е и извонреден придонес на Македонија во универзалната култура. За Македонската радиотелевизија се јавува Тони Гламчевски. Изборот на Тетовскиот општински совет на 20 август, локалната опозиција бара одговорност од советниците во оставка. Киев е повторно цел на руските проектили, има и загинати во стамбен комплекс во украинската престолнина. На истокот на земјата руските трупи од Северодонецк се префрлија во освојување на стратегиското место Лисичанск, последно бориште на украинските сили во Луганск. Марина Ристова. Повторно експлозии во украинскиот главен град Киев, погоден е стамбен комплекс во близина на центарот на градот. Председателот Зеленски рече дека Украина била погодена од 45 руски проектили во последните 24 часа. Истакна дека земјата ќе ги врати сите градови што ги зазеле русите, вклучително и Северодонецк. Ова е многу тешка фаза од војната, морално и емотивно тешка, кога знаеме дека непријателот нема да успее, кога се уште разбираме дека можеме да ја одбраниме нашата земја, но не ја чувствуваме временската рамка на тоа. Не се работи само за уништување на нашата инфраструктура. Тоа е исто така циничен, пресметан притисок врз емоциите на нашиот народ, но ние нема да бидеме под притисок. Ниту еден руски проектил, ниту еден удар не може да го скрши духот на украинците. Експлозиите се случиле половина часот, кога се огласиле сирените за воздушен напад врз главниот град, кој речиси 3 недели не бил под руско бомбардирање. Руското министерство за одбрана објави снимка на која се гледа како министерот за одбрана Шојгу е во посета на единиците на руските војници во Украина. Верувам во вас. Ви предстојат уште многу славни дела во корист на нашата татковина и оружените сили на воздухопловните трупи. Честитки, грижете се за себе. Руските сили се обидуваат да го заземат последното украинско упориште во Луганск по повлекувањето на украинските трупи од урнатините на Северодонецк. Мојата единица беше 100% составена од професионални војници кои имаа големо искуство. Сега 80% се онеспособени со сериозни повреди. Чувствувам дека треба да спијам неколку недели. Ги гледам момците што доаѓаат овде. Тие не се професионалци, не знаат што да прават и навистина се многу исплашени. Војската соопшти дека сепаратистите поддржани од Москва сега имаат целосна контрола врз хемиската фабрика која беше последното украинско сосолниште во градот. Руското злато е новиот адут на западните земји при санкционирањето на војната во Украина. Кремљ инкасира речиси 16 милиарди долари годишно со извозот на драгоцениот метал. Групата 7 неразвиени во Гарбиш-Партенкирхен го запреа увозот, за да се спречи финансирањето на војната машинерија на Путин, коментира Бајден. Пријателско гушкање на доскоришните лути ривали Макрон и Џонсон во Гарбиш, повеќе од Катерина Топалова. Во Германија, во Баварското планинско одмаралиште, почна самитот на Г7. Главна тема е војната во Украина и цената на нафтата. Американскиот председател Џо Бајден одржа билатерална средба со домаќинот на самитот, германскиот канцелар Олаф Шолц, на која му се заблагодари за неговото лидерство во одговорот на украинската криза. Има многу да се направи, но сакам да ви упатам комплименти што се засиливте кога станавте канцелар и се движите во ист правец. А при тоа имате големо влијание врз остатокот од Европа во однос на преземените чекори кон Украина. И вие сте еден од нашите најблиски сојузници во светот. Мораме да се погрижиме да го имаме ова, сите да останеме заедно. Ќе продолжиме да работиме на економските предизвици со кои се соочуваме. Ќе поминеме низ ова и ќе бидеме посилни. Германскиот канцелар само потврди дека остануваат на иста линија и оти ќе продолжат со исто темпо. Тоа е добра порака што сите успеавме да останеме обединети, што очигледно Путин никогаш не го очекуваше. Војната ги зближи и доскорешните лути противници Макрон и Џонсон, а британскиот премиер посака Лондон повторно да има соодветна улога во Европа. Руското злато е новата мета на Г7 за зголемен притисок врз Русија. Пред почетокот на самитот, представниците на САД и на Велика Британија објавија дека земјите членки ќе воведат забрана за купување на драгоцениот метал, како уште еден удар насочен кон богатството на елитните руси кои ја финансираат војната во Украина. Собирот на Г7 е првиот од двата клучни самити во
предстојната недела во услови на растечки глобални вонредни состојби, со војната на Путин и поврзаните кризи со храна и гориво. По состанокот на Г7, лидерите на НАТО ќе се соберат на самит во Мадрид на 28 и 30 јуни. По библиското невреме во Делчевско се нормализира состојбата. Филтер станицата одново работи, водата е за пиење, порачуваат од локалните власти. Горан Трајковски, градоначалникот на Делчево, очекува поголем ангажман и поддршка од државата при справувањето со последиците. Славица Величковска. Паднати дрва и бандери, откорнати кровови, блокирани патишта, уништена инфраструктура и поплавени домови во Делчево за само 20 на минути колку траеше невремето вчера вечер. Најголем дел од проблемите денес се санирани, патиштата се проодни, атмосферската канализација е исчистена, водата е безбедна за пиење. Помош во справување со штетите од невремето граѓаните може да бараат во комуналното предпријатие МВР и Центарот за управување со кризи. Од денес почна процената на штетите. Нашата комисија, која што е веќе постоечка за проценка на штетите на терен, ги проценува штетите. Сето тоа потоа ние го праќаме до владината комисија за настанати штети, каде што на седница на влада ќе разгледуваат и верувам дека со граѓаните наши кои што имаат претрпено штета ќе им биде надоместена штетата. Водата за пиење е во ред, може да се пие, меѓутоа штетите кои што се настанати ќе ни требаат неколку дена за да можеме сето тоа да го санираме и да го исчистиме градот. Заради ситуацијата, председателството на Сојузот на синдикати на Македонија одлучи да го стави во мирување генералниот штрајк во регионите погодени од вчерашното невреме Делчево, Виница и Демиркапија, заради ставање на сите капацитети во справување од последиците од елементарната непогода. Предпазливо со променливото време. Оваа постојано повторувана препорака од лекарите одново е актуелна при температурните амплитуди на локален план, но и со климатските промени на глобално ниво. Од 80 до 100 повици дневно бележи итната медицинска помош во Скопје. Најмногу има интервенции поради кардиоваскуларните заболувања. Анита Никушева Јованчев. Се колабира на јавните места поради промена на крвниот притисок. Кардиоваскуларните и белодробните заболувања се најчести интервенции на итната медицинска помош. Променливото време влие врз здравјето на граѓаните, посебно на ризичните групи. Случајните минувачи велат дека излегуваат само кога имаат потреба. Сепак е лето, свежиот воздух нема замена. Се менуваме и притисоците на луѓето се менуваат на постарите и така. Друго немаше, тоа е тоа. Кога како? Ништо страшно. Лето си е лето, зима си е зима. Не е баш сигурно. Не, на жештини да. Поизлегуваме малку порано, па да идем порано дома. Лекарите со апел до повозрастната популација за ограничување на движењето додека е висока температурата. За останатите без потреба да не излегуваат од дома. Да се избегнува во надворешни услови тешка физичка работа, полесно да бидат облечени, словита облека, полесно да носат заштитна наочари, заштитна капа, полесна храна да конзумираат, многу течности, доколку приметат некој проблем, дека осетат некое лошење, да се засолнат во просторија каде што е климатизирана. Следува период со топла воздушна маса, но и повремено намалување на температурата со нестабилност од североисток. Времето во текот на денот ќе биде сончево, со мала до умерена облачност, ќе дува и во следните денови слаб до умерен северен ветер, меѓутоа во попладневните часови ќе има појава на локална нестабилност со пороен дожд и со грмежи. Слични временски услови не очекуваат и во следните денови, температурата ќе бележи благо покачување и ќе биде некаде во интервал од 30 до 38 степени. Според прогнозите, топлото време продолжува и во наредниот период. Лекарите советуваат да не излегуваме на сонце од 10 до 17 часот. Бидете внимателни. Иако 194 постојано звони, итната е достапна во секое време. Во последниот период има и пораст на бројот на повици и на интервенции. Во текот на 24 часа околу 80 до 100 интервенции имаме од наша страна. Граѓаните треба да ги почитуваат советите и препораките на медицинските лица, меѓу другото и поради високиот индекс на ултравиолетово зрачење.
Нема најава за нова средба на ССМ со владата за нивните барања за линарно зголемување на платите од 2806 денари. Радикализирање на штрајкот е предвидено за утре на влизот на Скопје на крстосницата кај автокоманда, но доколку и натаму се нема слух за нашите барања на дневно ниво, председателството секој ден ќе решава за порадикални мерки, велат од ССМ. За престојните денови се најавува и блокирање на другиот влез на Скопје од Тетово и Гостивар. По првите 3 дена штрајкот на локално ниво даде резултати во одредени сектори во општините Битола, Скопје и Тетово, тврдат во репрезентативниот синдикат. Загрозена е безбедноста на граѓаните, но и на странските делегации кои ги обезбедува полицијата, алармираат од независниот полициски синдикат. Според председателот Делчев Тодев, ова доаѓа по промената на 8-часовното работно време, според кој полициските службеници ќе мора да трошат од семениот буџет и да прават сизифовски напори за да извршат работната задача. Куризитет беше еден од колегите полициски службеници кој бил на обезбедување кога била норвешката премиерка пред неколку дена на делот официјалниот состанок кај што одговорниот прашувал дали имате прашања према полицајците. Еден станал и им кажал како ја да се префрлам на 4 точки кои ги имам добиено као работни задачи во текот на оваа работа. Па имаш превоз, му рекол. Каков превоз имам кога ниту имате возила, ниту имате планирано превозни средства, а ако одам со автобус, прашање дали ќе успеам да стигнам од првото до второто, а камо ли ги покриам сите 4 точки кои ми се дадени на задача за време на обезбедување на премиерката. Тетово се подготвува за избор на нов совет на општината што ќе се одржи на 20 август. Сега локалната власт функционира без голем број надлежности. Опозицијата од претходниот совет бара одговорност. Зоран Димовски. Со тенко мнозинство неусогласеност на седниците по многу точки. Советот на општина Тетово 6 месеци по формирањето се распушти. Советничките столчиња се празни. Последната седница на Советот на општина Тетово беше одржана во април, но Советот беше распуштен затоа што не беше изгласана завршната сметка поради пропусти во администрацијата. Опозицијата од последниот состав на Советот предводена од УИ вели дека несовесното работење на раководството на општината довело до ваква ситуација. Срамно е, велат, во време на економска криза да се трошат пари од буџетот за избор на нови советници, само 8 месеци по одржувањето на последните локални избори. Со ова го нарушуваат угледот на самата општина како институција, како и угледот на Советот како представителен орган, како глас на народот. Секако дека е штетно во ова ситуација со економска криза, сепак во товар на народот да се одвојат пари за организирање на избори. Поранешниот председавач на Советот Бесар Дурмиши вели дека одговорноста не треба да се бара во раководството на општината, туку во дел од администрацијата, која не ја доставила на време завршната сметка на буџетот. Позитивно е што изборите ќе се одржат наскоро на 20 август, на градоначалникот без Советот. Врзани му се рацете за носење на голем број одлуки. Надлежности што припаѓаат на имотот на општината, градоначалникот не може таму да донесува некоја одлука, не може да донесува според член 36 во законот за локална самоуправа, не може да донесува статутот на општина, не може да донесува буџет и завршна сметка на општина, не може да именува и разрешува членови на надзорен и управен одбор во предпријатите кои се формирани од страна на општина и Советот. Административците, вели Дурмиши, кои со нивното несовесно работење предизвикаа распуштање на Советот, ќе одговараат согласно законот, а за нив веќе е покрената постапка. Параглайдери, јога, јавање конји, трчање, кајакарење, планинарење. Неколку стотици влюбеници во алтернативниот туризам повторно се во Крушево. Археолошкото оделение од Националната установа Музеј Куманово ги заврши истражувањата на локалитетот Градиште во Младо Нагоричане. Откриени се фрагменти од рано античката керамика, садови, тегови и накит. Елена Георгиевска. Кумановските археолози ги завршија истражувањата на локалитетот Градиште во село Младо Нагоричане. Ископувањата екипа од археолози ги спроведе на 2 сектори, Акропола и Долна тераса. Откриени се бројни наоди, претежно фрагменти од хеленистичка и раноантичка керамика, садови, тегови и накит. Документирани се и делови од каналот за одвод на вода
од резиденцијалниот објект за кој се претпоставува дека најверојатно е владателската палата. Неколку години пред тоа најавивме дека има некои индикации дека може на локалитетот да постоел дел кој што се користил за изведување на ритуали и кој што би бил, да кажеме, некој вид ексклузивитет на локалитетите од овој период во регионот, затоа што малку се истражувани, нели? И среќни сме да кажеме дека ова година ги потврдивме тие претпоставки. Значи, на определено место на локалитетот, оној дел кој што е најкарпест, и кај што и денеска се гледа карпата, со искупувањето утврдивме дека не бил користен за живење, туку бил користен единствено за депонирање на дарови, кои што биле посветени на некој култ. Од Кумановскиот музеј нагласуваат дека во многу детали ископувањето на локалитетот наликувало на откритијата на Кокино, кои се скоро 2000 години постари. Од тоа велат се гледа дека постоел континуитет во верувањата и ритуалите во регионот. Класичните и хеленистичките светилишта на Карпата се ретки и Кумановскиот регион со тоа се вбројува во кругот на медитеранските цивилизации, кај кои се откриени ваквите свети места. Ископувањето беше поддржано од Министерството за култура. По шести пат во Крушево се одржува фестивалот Кога си во Крушево. По пандемиските ограничувања годинава во најголем број се вратија влюбениците во природата, во алтернативните активности. Бесплатна е и посетата на музеите, параглайдингот, планинарењето, кајакарењето привлекуваат се поголем број туристи во овој македонски историски град знаменитост, во кој беше Елизабета Митраска. Планинарење, кајакарење, трчање, летање со параглайдер, јога, јавање на коњи. 6-та година поред се одржува фестивалот Кога си во Крушево. Преку 600 учесници уживаат во природните убавини, знаменитостите и во дружењето. Се враќа алтернативниот туризам во полн ек по 2-годишните пандемиски ограничувања. Одличен е впечатокот, одлична е организацијата, дружбата, прекрасна природа, чист воздух. Крушево секогаш важело за град кој навистина ги преферира екстремните спортови, посебно параглайдингот. Сега во последниве години почна и со велосипедизмот, планинарењето и сметам дека е една добра опција за развој на локалниот туризам. Фестивалот многу ми се допаѓа, прв пат вака официјално да учествувам на некој евент. Втора година се одржува и трката на 5 километри. До година можеби ќе се трча и двојно повеќе. Трчањето станува се популарно и ние ја поддржуваме таа активност, исто со организирање на трката. Нашата цел е да имаме среќни луѓе, младите да се занимаваат со спорт, да трчат, да рекреираат. Фестивалот Кога си во Крушево ја исполнува целта, ги привлекува луѓето да рекреираат, но и да живеат поздраво. Ова Уенин Крушево е најпосетен од сите изминати изданија и очекуваме тоа да продолжи во иднина. Очекуваме Уенин Крушево да добие едно повисоко ниво од досегашното и нормално очекуваме и странски туристи, странски изведувачи. Фестивалот ја отвори сезоната во алтернативните спортови во Крушево, меѓународните надпревари во параглайдерство и змејарство. Намален е бројот на сообраќајни незгоди по постојаната кампања на Министерството за внатрешни и на Државниот совет за безбедност во сообраќајот. Надлежните започнаа да спроведуваат акција за задолжително носење кацика за мопеди, мотоциклисти и електрични тротинети. Велат спасува живот. Имаме безброј примери кога при случајна сообраќајна незгода мотоциклистот им останал жив затоа што носел кацига. Затоа уште еднаш апелираме, носете кацига и на тој начин заштитете си го вашиот живот. Продолжуваме како Министерство за внатрешни работи во координација со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот со превентивните акции, но и со репресивните акции за оние граѓани кои што не можат да ги сватат превентивните пораки, за нив следат репресивните акции. Но и во наредниот период и во летото продолжуваме со низа вакви акции кои што очигледно е дека даваат резултат, затоа што во првите 4 месеци од годината имаме 26 жртви на сообраќајниците, што е за 14 помалку споредено со периодот од минатата година. Сведоци сме секојдневно како овие возачи на велосипеди, мопеди, кацигите ги носат на раката наместо на главата. Затоа апелирам до велосипедистите, мотоциклистите, возачите на електричен тротинет.
За ваша безбедност, кога возите, задолжително носете кацига. Ви благодариме за вашето внимание. Со повеќе информации се гледаме во третиот дневник на Македонската телевизија. Сега проследите ги спортските информации и метеото. Пријатно попладне и убава вечер.